Стадион. Емисија за вашата вистина. Бугарскиот јазик и тоа во повеќе наврати е правена негова кодификација, измени така натаму. Во повеќе наврати, да. Што е нормално, нели, се осовременува и така натаму. Значи ние треба да правиме ако прва, втора кодификација, може би ќе дојде некое ново време. Големите јазици, англискиот исто, ако го земете од времето на Шекспир до денес, има различни норми, значи, така што тоа е нормален процес. Бугарскиот јазик своевремено се ослободувал од турцизмите, кои што биле во голем наплив, затоа што некаде таму на почетокот на 19 век во бугарскиот јазик, да кажеме, 30.000, постои статистика од 30.000 зборови, 5.000 биле турцизми, па постои значи нивно заменување со старословенски зборови. Потоа силното влијание на Русија на рускиот врз бугарскиот јазик, бидејќи покрај францускиот кој што бил европски јазик, рускиот бил јазик на науката во Бугарија. Нормално тој наметнал и не свој правила, него тој наметнал нова лексика. Гледаме денес за се ново што ќе се појави, да кажеме, од англискиот јазик, ние ги прифаќаме, нели, тие зборови. Така што има многу различни влијанија и во бугарскиот јазик, што се однесува кога станува збор за Блаже Куневски. Блаже Куневски е апсолутно нашето се, затоа што тој уште успева да среди многу работи. 27 години е пишувал оваа книга. Да, апсолутно, и тоа е таа реакција, значи еден искрен поглед кон она што се случува. Значи тој и самиот таму кажува, зарем мисливте дека туку така е настанат македонскиот јазик. Ние со векови се зборувал, живел македонскиот народ, се борил за својата самобитност. Зарем мислите, една од причините поради која што исто така се негира македонскиот јазик е, нели, тоа е иконески, токму и во тој дел, во таа негова реакција го спомнува за македонскиот јазик во Пиринска Македонија, значи во тој пирински дел од Бугарија, каде што вели, зарем таму не се зборува македонски јазик, нормално дека се зборува. Постојат многу фактори кои што доведоа до денешнава состојба, односно на што го имаме денес. Меѓутоа, Блаже Куневски ние мораме да го искористиме како основа, затоа што тој бил сведок на премрежјето, кога всушност македонскиот јазик застанал со неговата кодификација рамо да рамо со останатите кодифицирани јазици. И од неговата кодификација до денес, тој прерасна, значи го достигна целосното ниво на современите јазици. Тоа не од сега дека го достигнат, доколку достигнал од пред 30-40 години, да кажеме, некаде по самостојувањето, по одделувањето на Македонија од рамките на Југославија, не дека било забрането, напротив, туку тоа е таков еден природен процес, тој забрзано чекораше кон достигнување на она што е современ јазик и денеска го имаме таков еден целосен, полноцен јазик за кој што апсолутно нема место да се дава некаков приговор или ние да зборуваме за неговото постоење или непостоење. Тоа е исто како ако се враќаме многу назад, тоа спанело ни македонски, ни бугарски, биле словенски јазици, па се формирале. Ама апсолутно. Не знам веќе, па и рускиот бил словенски или... Значи, тоа се фактите од тука е тргната писменоста, значи влијанието едно и се на писменоста низ целиот словенски свет. Потоа имаме два наврати на источно словенски, да кажеме, влијанија врз
македонскиот, односно врз јужнословенските јазици, така што Со бугарските колеги лингвисти, како сте биле во комуникација или политика не ве чисто научно зборувате, вакви дебати со нив сте имали ли? Значи зависи, повторно ќе кажам. Блиски средби сте имали ли? Русите, кај што сте биле, русите не прават никакви проблеми. Апсолутно не. Значи, јас неколку пати го истакнував фактот што Москва, например, е центарот на славистиката, и кога излегоа, знаете, тие од печат трудовите од Бугарската академија, на науките таа беше преведена и на англиски јазик, меѓутоа многу често во коментарите со оправдување беше напишано дека ова треба да се преведе на бугарски, на руски, затоа што наводно треба нели да им се прикача на русите всушност за што станува збор. Таму ситуацијата е јасна, насекаде ситуацијата е јасна, не е јасна ситуацијата само во Бугарија, и тоа не во сите кругови, повторно ќе кажам, затоа што ние имаме колеги кои што апсолутно застануваат, да, кои што апсолутно застануваат зад тезата дека македонскиот јазик си е отделен јазик со своја историја, со свој минато, и тука нема, значи постојат и такви, меѓутоа сме имали луѓе кои што јас, например, ги сметам за врвни научници во определени области и така натаму, со кои дури не сме можеле да кажеме ни добар ден еден на друг, затоа што токму поради овој нивен, ригиден став кон македонскиот јазик. Стадион. Емисија за вашата вистина.